Почитувани, се одлучив да направам едно видео за Чедо Додевски, првата жртва во конфликтот во Куманово во 2001 година. Сигурен сум дека многу малку од вас денеска паметат за него. Меѓутоа, тоа не е причина да го заборавиме и уште поголем мотив за мене да го снимам ова видео и да оставиме еден омаж за овој човек. Февруари 2001 година Македонија влегуваше во период на неизвестност, страв и тензии. Само неколку недели претходно, на 22 јануари, кај Теарце беше извршен напад врз полициска патрола. Тоа беше првиот сигнал дека во држава се подготвува сериозен вооружен судир, односно војна. Во тие денови, ситуацијата на северот од Македонија стануваше се понестабилна. По Кумановско-Липковскиот регион се појавуваа вооружени групи. Се зголемуваше недовербата меѓу граѓаните, а полицијата работеше под постојан притисок и ризик. Никој тогаш не знаеше дека само за неколку недели една рутинска сообраќајна контрола ќе заврши со трагедија и дека Куманово ќе ја добие својата прва жртва во конфликтот од 2001 година. Тој човек се викаше Чедо Додевски. Кој беше Чедо Додевски? Чедо беше роден во 1956 година во Куманово. Целиот свој работен век го помина во Министерството за внатрешни работи, поточно во Управата за внатрешни работи во Куманово. Беше сообраќаен полицаец, човек што секојдневно стоеше на патот, не со оружје, туку со знак во рака, грижејќи се за редот и безбедноста на граѓаните. Колегите го паметат како мирен, совесен и чесен човек. Човек кој сваќал службата како должност, а не како привилегија. Во почетокот на 2001 година, кога ситуацијата во државата почна забрзано да се влошува, Чедо не беше на фронт, не беше во специјална единица, не беше дел од некаква воена операција. Тој беше на улица и работеше својата работа, на патот, на должност. И токму таму Чедо го загуби животот. На 13 февруари 2001, околу 17 часот и 30 минути, на локалниот пат Куманово-Липково, Чедо со уште тројца колеги ја вршел рутинската сообраќајна контрола. Тоа беше дел од неговата секојдневна работа. Проверка на возила, документи, контрола на редот на патот. Во еден момент по патот се појавува возило застава 750 без регистерски таблички. Полицијата, односно неговата патрола, ќе даде знак за запирање. Возилото нема да застане. Уште полошо, наместо да сопре, возачот продолжува со голема брзина, свартувајќи кон местото каде што стоел полицаецот Чедо Додевски. Во следниот момент автомобилот директно го удрил. Ударот е силен. Возачот ни потоа не запира, не помогна, не се враќа. Избега. Колегите веднаш реагираат, Додевски тешко повреден е пренесен итно во болница. Подоцна е транспортиран во ургентниот центар во Скопје. Лекарите ќе се борат за неговиот живот. Но вечерта околу 21 часот Чедо Додевски ќе им подлегне на повредите. На само 45 години. Смртта на Чедо Додевски не беше обичен сообраќаен инцидент. Тоа беше време кога Македонија веќе забрзано
лизгаше кон конфликт. Во Липковско и Кумановско се чувствуваше сериозна тензија. Се појавува првите вооружени групи, се слушаа првите пукотници. Полицијата беше на првата линија, но не секогаш и како во овој случај со оружје во рака. Често стоеше на пат, на пункт, на контрола, меѓу луѓе што веќе не гледаа на државата со истите очи. Во такво време, неговата униформа беше доволна причина за омраза. И токму во такво време Чедо Додевски ја вршеше својата должност до последниот момент. Чедо Додевски беше погребан во родното Куманово. На погребот присуствуваа колеги, семејство, граѓани, луѓе кои го познаваа и луѓе кои не го познаваа, но знаеа дека загинал на должност. Подоцна, председателот на Република Македонија постхумно го одликува со медал за храброст. Затоа што остана на должност во време кога должноста значеше ризик и затоа што не се повлече. Историјата најчесто ги памети генералите, командантите, политичарите. Но државите најчесто се бранат од обични луѓе. Од полицаец што стои на пат, од војник што ја чува караулата, од човек што ја носи униформата и верува дека редот мора да постои. Чедо Додевски не загина во голема битка, не загина во некаква војна или полициска операција, не загина пред камери. Загина на должност, тивко, без говори, без насловни страници. Но за Куманово, за неговите колеги и за сите што ја паметат 2001 година, неговото име останува едно од првите што подсетуваат колку брзо мирот може да исчезне и колку често скапо службата се плаќа. Вечна му слава на Чедо Додевски. Почитувани, јас сум Филип Петровски. Ова е едно мое мало подсетување за тоа кој беше Чедо Додевски, да го овековечиме моментот кога тој на служба беше прегазен и стана една од првите жртви во конфликтот во 2001 година, а беше прва жртва во Кумановскиот регион.